Да, почнуваме со емисијата, како што најавивме, тука е господин Сотир Костов, поранешен директор, заменик директор во МНАВ и исто така вработен во повеќе сродни институции, ајде да кажеме. Господине Костов, верувам дека јасно ви е, повеќе ви е јасно од генералната јавност за тоа што се случува сега во МНАВ кога ги гледате случувањата. Добар ден, да ве поздравам прво, давно не сум бил кај вас. Срекни новогодишни и божични празници и да ги поздравам сите ваши гледачи. Ние имаме една долгогодишна соработка со вашата телевизија која е во прашање воздухопловството, миша многу добра и продуктивна. Се сеќавам на времето кога го направивме документарниот филм за несреќата за Трајковски и ете се случи да денеска јас добив порив да проговорам, бев поканет од вас и мислам дека за јавноста е добро што ќе расветливе некои работи. Многу е жално што ние сме во година на 80 години ИКАО, 80 години цивилно воздухопловство, 80 години од Чикашката конвенција, 1944. Годинава имаме 30 години македонско цивилно воздухопловство. Во овие убави јубилеи нам ни се случува, ајде ќе кажам насилен, не терористички, би дискутирале за терористички, насилен упад во контролата на летање или во МНАВ, провајдерот на воздухопловната навигација, што е недозволено однесување и што е забрането однесување. Против сите процедури, против сите протоколи и против сите стандарди во цивилното воздухопловство. Зошто сакам јавно пред сите да кажам моје становиште, од причина што јас 22 години поминав во цивилната авиација, цивилното воздухопловство. Ја во моите настави како аналитичар се трудев тоа да го ставам настрана, ама морам да кажам дека од 2000 година до 2022 година кога се пензионирав, сум бил во управата за цивилно воздухопловство, во дирекцијата за цивилно воздухопловство, во агенцијата, во МНАВ, во Комитетот за истраги на воздухопловни несреќи и сериозни инциденти и пак потоа во МНАВ. Пензија добив од МНАВ. Овие настани не се од денес, како што рековте вие сеат. Овие настани не се нови, овие настани имаат своја генеза или поточно траекторија на движење. Цивилното воздухопловство имаше фази на развој, и тоа рапиден развој, на стагнација. Денеска ќе си дозволам да констатирам дури има и на назадување. Не сакам погрешно да бидам сватен. Во цивилното воздухопловство, во трите ентитета, агенцијата која е регулатор, МНАВ кој е провајдер и независното тело за истраги на несреќи, Комитетот за истраги на несреќи и сериозни инциденти, има прекрасни експерти. Има експерти од сите потребни области. Ќе ја земам доминантната област, контролата на летање. И таа е како основица КЕЦ-1, како битен коефициент на одредување на другите работи. Потоа имаме големи инженери воздухопловни, одма до нив е некаде 0,75, сега не памтам точно, па е метео и ајс воздухопловните информации, па е администрацијата, тие се 6-5 и така натаму, и така натаму. Имаме експерти. За жал, оваа гарнитура менеджмент, па дури би рекол и претходната, Сомали исклучоци, не е на нивото да го менеджира севкупниот систем на safety management систем, quality management систем. Од причина што едноставно не се придржуваат кон воздухопловните стандарди и препорачаните позитивни пракси врз база на тоа функционира цивилното воздухопловство, туку спроведуваат програми, желби, интереси кои се парцијални, кои се партиски и му штетат на цивилното воздухопловство. Е една кратка ретроспектива. И ќе ви кажам, според моје мислење, бидете сигурни дека е вистинито, ќе ви кажам кои категории се покажаа како добри менеджменти. Значи, само сакам да кажам дека не ве прекинувам намерно, намерно не ве прекинувам, бидејќи
ова е важно како основа за понатамошната дебата. Да, Еве вака. да. Кога се создаваше цивилното воздухопловство, 94-95 година, првите директори беа пилоти. Горан Павловски, Чачкиров, Манолев. Тие го развиваа македонското цивилно воздухопловство. Значи, едниот ги постави основите, другиот ги разви, третиот дури реформа воведе. Првата реформа на вертикалниот менеджмент ја симнавме хоризонтален, да моќта ја дисперзираме во повеќе организирани субјекти во ентитетот, тогашна Агенција за цивилно воздухопловство, имаше развој. Потоа дојде до еден мал застој, да речам, 2002-2006, партиски решенија на ДУИ и на СДСМ, морам да кажам, и не се дозаврши започнатиот процес на сепарација на регулатор и провайдер и независно тело за истраги, и не се воведоа квалитетните системи на менеджмент. Доаѓа, и пазите, тоа се луѓе од внатре. Повеќе кланови, повеќе групи, недоразбирања, се изгубија 4 години и пазите. Тоа се годините. Кога е продадена зградата што претходниот директор ја направи, или неговиот тим, кога е уништено Центарот за обука на воздухопловни кадри, ние требаше да бидеме втор Вршец, најдобар центар во Југоисточна Европа, така беше проектирано. И едноставно не ни е јасно зошто тоа се направи тогаш. Доаѓа човек од страна од аеродромите, Ернат Фейзулаху. Во негово време се направија најголемите реформи, тимовите што тој ги создаде, најголемите реформи на влез во џеј, претходната власт 2 пати, 3 пати се обидуваше, не можеше во обединетите власти да влезе, каде што нема политика, има стандарди, и сепарацијата на провайдер, на регулатор и независно тело. Човек од страна, ама човек кој менаџирал на аеродром, знае што е воздухопловство. Доаѓа по него Зоран Крстевски. Исто човек од страна, тој ги завршува сите овие реформски процеси и почнува воздухопловството на цивилното воздухопловство на Република Македонија да функционира испоред стандардите на ИКАО, светската организација, ЕКАК, Европската организација, Юроконтрол и новата ЕАСА и постојната JA. Се тоа меѓународни организации според кои е нормирано цивилното воздухопловство. Почнува сега еден нов систем, наместо да се развива, да се продолжи со обуките, со тренинзите, да се луѓето праќаат на обуки во ЈАНСА, тоа е Институтот за обука Луксембург, во Сингапур, во Египет јака академија, во Монтреал, во Париз и така натаму, или различните класи на контролори што го имаме чешка, данска, шведска и така натаму, имаме еден застој. Менеджментот што тогаш дојде, тоа е некаде 2009-2010 кога МНАВ се одели, даваше им одговор дека се нема доволно пари за обука, за тренинг и така натаму, се посвети на повеќе на односите внатре и тогаш почнаа првите проблеми. Сега, тогаш почнува контролор да дојде во судери со директор, да настане гужва на граница на физичка тепачка. Тогаш доаѓа контролор физичка тепачка со еден од директорите. Тогаш доаѓа случка немила, еден директор извршен на друг директор чаша во лице да му фрли вода, значи недоразбирање во управниот одбор. А инаку, управниот одбор е составен од 3 извршни директори, значи моќта на еден директор ја дисперзиравме во 3 директори. Секторски, од контрола, од инженерство и од администрација. Не знам од кои причини работите не се погодија. Добро, само ова сакам да ве потпрашам, бидејќи мене ова барем ми е ново, не знам за јавноста, можеби тогаш се известувало за ова, јас не се сеќавам. Овие инциденти може излегувале во јавноста, значи ова не е прв пат прв населен инцидент. Не, видите вака, желбата директор извршен да биде и контролор, не поминува на испит, контролорот кој е обучувач и тренер, не му подпишува, бидејќи не ги задоволи стандардите. Настанува инцидент.
Знаете како заврши тој контролор? Си iseli во Норвешка. Поради притисоци, По претпоставам. притисоци, жена му отпуштена од работа и така натаму од воздухопловството. Сега и второто лице да го видиме. Кога сестра на министер за образование ќе биде примена во МНАВ и преку ноќ од администрација ќе биде ставена да биде контролор на летање, па мораше да обучуваме катадневно. А тој е на министерот Бујар Османи. И кога почнаа оние врски непотизми, роднини на истакнати функционери од ДУИ да влегуваат најпрви во делот на администрацијата, ќе ги распоредиме човечки ресурси, финанси, сметководство и така натаму, и почнаа одеднаш преку ноќ да ни бегат во контролата на летање, а из метео инженерската единица и слично, ради платите. Не иде тоа така. Си има ред како се влегува во тие. Сега, имавме од минатото малку подалечно и друга желба. Директор да биде пилот. Направи воздухопловна несреќа, го искаше авионот, добро е, што остана жив. Не може така. Или си менаџер и го водиш системот на управување со цивилното воздухопловство во Република Македонија, во МНАВ, во агенцијата и во комитетот, или си пилот, или си контролор. И сега да кажам, да не биде ова тенденциозно. Еве вака. Не е се така црно, јас по моите стандарди, бидејќи ја на крајот бев и тренер и обучувач за некои работи, ја можам да оценам дека Агенцијата за цивилно воздухопловство се спаси. Кадар што тамо дојде, ако дојде од политиката, потекнате од аеродромот во Охрид, доктор на воздухопловни науки, си ја заштити агенцијата, во агенцијата стандардите во најголема мера се заштитени и таму функционират работите на вистински регулатор во цивилното воздухопловство. А регулаторот е тој што ја дава регулативата, владата што ја донела порано и Министерството за транспорт и врски и гледа како субјектите на воздухопловната индустрија, меѓу кои се МНАВ, авиокомпаниите, аеродромите и така натаму, ги спроведуваат во пракса. Сега, истиот тој човек избрза со констатација дека безбедноста на цивилното воздухопловство не е загрозено. Мене не ми е јасно зашто е тоа избрзано. Пред да предеме на тоа, се разбира дека тоа е главен дел, сакам што е ова во однос на ова што го зборувате сега, нормално е дека сега се става акцент на ДУИ, бидејќи тие раководат со институцијата веќе полого време, тие го предизвика, мислам, тие членови на ДУИ го предизвика инцидентот и се е тоа нормално, но ми се чини дека партизацијата не само во МНАВ, туку и во Агенцијата за цивилно воздухопловство и во сите други тие институции не е нешто ново. Да. Сега да се разбереме, ајде вака за граѓаните, мислам дека нивки им биде појасно. За да станеш контролор на летање, од секогаш било привилегија, тоа било привилегирано работно место. Да. Тоа бил висок статус, таму знаеме дека не се влегува така лесно и дека се влегува само со тешки врски, тоа да се разбереме. Од секогаш било така и дека тоа секогаш идело преку некакви партиски конекции. Не е ново тоа, сакам да кажам. Морам дека тоа во еден сегмент да те поправам. Не од секој пат биле партиските врски. Ние имаме различни класи на контролори. Ние имаме прекрасни класи на контролори кои ни ги детектира Юроконтрол и во различни фази ни ги зема во Юроконтрол. Наши контролори се барани во земји далеко од Европа. Ние сме произвеле голем квалитетен кадар. А видите што е проблем? Контролор не може да биде секој. Значи, не може по партиска основа синот, керката, зетот, снаата, новој ќе го ставиме контроло на летење. Ќе ви даваме една споредба, гледам многу милуваат деновиве да споредуваат. Една од најстресните професии покрај новинарството, нели, докторската професија, хирургијата, и да речеме кардиохирургијата. Кога еден хирург прави операција на срце, тоа е стресно и зависи животот, ама на еден човек на таа операција. Кога еден контролор, кој е во секторна работа, кој е во смена и кога води авиони во ниско, средно и високо небо, кога или на тауерот слетување и одлетување, тоа се така комплицирани операции,
од него зависат во моментот ако води 2, 3 или 4 авиони на различни нивоа сепарирани во различни правци спротивни или во исправец, затоа се сепарираат вертикално, тој е одговорен за и пилотите од другата страна е одговорен за животите на 300, 500, 600, 1500 луѓе во тој момент, само еден контролор. А замислете колку има во смена и колку сектори ни работат. Значи да се разбереме, стресна професија која мора да почнеш од нула, да покажеш психофизички квалитети за чувство простор, време, логика и смиреност на действување и донесување одговорни одлуки. Затоа има контролор, помошни контролор. Затоа има шеф на смена и така натаму посебен сектор и така натаму. Добра, ајде... Сега, од кога почнаа упадите партиски во контролорната, во фелата на контролорите, ни почнаа нас проблемите. И еве сега имаме еден недопуслив влез во контролата на летање, што е недозволено. То не може да се случи во Германија, Франција, Италија, Соединените Американски држави, Австралија, каде сакате. Како гледате ви на инцидентот? Бидејќи во однос на самиот инцидент има сега разни толкувања. Едно од нив е што дел од јавноста, па дел и од стручната фела бара тоа да се окарактеризира дури како тероризам, како терористички упад. За судот тоа не е така очигледно. Судот дури смета дека немало ниту загрозување на безбедноста во авиособраќајот. Тоа го кажа и директорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство, господинот Тунтев. Да. Предпоставам дека судот на некој начин се повика и на таа изјава, бидејќи тоа е официјална изјава од официјален орган. Нема зошто да не ја веруваат, нели? Како гледате вие? Така. Пред јас да го квалификувам или да се обидам да го квалификувам, секој настан, окружен се вика, во воздухопловството, кој е безбедносен, се истражува, се собираат факти и информации, се анализира, се носат наоди и кога овие три фази ќе бидат завршени, се дават препораки. Препораките се најбитни. Кај нас нема класични казни, сем ако има прекршоци, се вели во воздухопловството, а тоа се казниви дела кои се спротивни на важечкото кривично право во секоја домицилна држава, се казнуваат. Инаку, воздухопловството функционира на обука, тренинг on job, таа е една мантра, така да кажам, и поправување на грешките. Учење, знаење, изворно, но и преку грешки. Сега да ви кажам зошто е избрзано. Во нашава држава има 4 органа кои се бават со овие безбедносни настани. 2 се на државно ниво, 2 се во 2 различни ентитета. Имаме комитет за менаџирање, тоест национален комитет, ја ќе ја носам и одлуката, еве да ја кажам, вика вака, Национален комитет за управување со безбедноста во воздухопловството. Името кажува се. Нема да ви читам членови, член 14б од Законот за воздухопловство кажува што е надлежноста на овој комитет. А сакам да ви кажам составот: Министерство транспорт и врски, Министерство одбрана, Министерство внатрешни работи, Агенција цивилно воздухопловство, оператор, давател на услуга, Сдружение на оператори и така натаму и така. Овој комитет требаше хитно да заседава и да оцени дали настанот е во областа, аријата на security, значи нарушена безбедност на земја, или е во областа на safety, воздух, па дори и земја, и зависно од тоа кој орган да ја преземе надлежност и да истражува. Втор орган е Комитетот за истрага на воздухопловни несреќи и сериозни инциденти. Неколку години ја бев председател на тој комитет, претходно на комисијата, која беше тогаш полузависна и независна при Министерство за транспорт и врски. И мене не ми е јасно зошто не се обиде овој комитет, вториот комитет, да се свикат хитно
Тија се на ниво на држава, не се ниту во МНАВ, ниту во агенцијата и да оценат што се случило. Ај сега да видите во ентитетите. Во ентитетите имаме во МНАВ оделение безбедност, квалитет и сигурност. Security, Quality, Safety. Не е ова фалење. Тоа оделение 2009-10 јас и мојот тим сме го поставувале, кој беше само safety, ние му додадовме quality, не, кој беше само security, ние му дадовме и safety и quality. Сега да ви кажам, долгогодишен председател, тој е раководител на тоа оделение, Фарко, денешниот извршен директор. И сега примери да ви давам. Знаете што го карактеризираше неговата долгогодишни години во работа на ова тело кое треба да оценува што се случува, како е нарушена безбедноста, да пријавува веднаш, да се действува, да се преземат мерки, сокривање на сериозни инциденти и други безбедносни настани. Да, господинот Фахрудин Хамиди, директорот на МНАВ, во однос на инцидентот, он смета дека не се работи за сериозен инцидент, туку како што рече, мало кошкање помеѓу вработените. Сега, кошкање може да има дома и на улица. Кошкање во цивилното воздухопловство е непознат поим. Во цивилното воздухопловство, еве, некој ќе ви оделам, основни поими се ефикасност на безбедноста, safety performance, occurrence, настан, да кажеш каков е, безбеден, небезбеден, сериозен инцидент, несреќа, обезбедување, security, програма за обезбедување, security програм и така натаму и така натаму. Добро, ајде што е проблемот сега? Ајде вака, знаете што, да се вратиме на самиот инцидент, бидејќи не ми одговоривте. Кажи. Ми одговорите во однос на системот за контрола, за менаџирање од страна на државата, но ајде да видиме за самиот кривично правен настан, како го гледате. За самиот тупат, еве како го гледа обвинителството. Не, и како го гледа обвинителството, ја не знам да кажам. Јас само еден краток увод. Нека го гледа обвинителството од 2008 година, кога беше несреќата со војниот хеликоптер. Од екипа од тогашна комисија за истрага на сериозни воздухопловни несреќи и сериозни инциденти, беше на група од 5-6 обвинители и 5-6 истражни судии обучена како да действуваат за кривични, евентуални кривични делови во воздухопловство. Цедење им дадовме, USB им дадовме, им објаснувавме во салата во контрола на летање со денови и денови и им рековме дека им е потребна соработка, на тоа се повикаат и неколку законски прописи во Република Македонија. Зошто не постапуваат, не ми е јасно. Не постапија истрагата Трајковски, не постапија истрагата Хеликоптер и еве сега погрешно постапуваат. Еве вака. Прво е нарушен, видите вака, има нешто што се вика safety culture, култура на сигурност. Таа е составена од 5 елемента, колку имам време ќе ви ги објаснам. Значи, едната е култура на информираност, култура на рапортирање, култура на праведност и култура на поправање на грешките преку препораки. Значи, овие култури се обединети во воздухопловната safety culture, која е нарушена. Еве сега како е нарушена. Имаме обезбедување надворешно на контролата на летање. Првиот ланец е пробиен од инсайдер. Ја злоупотребува ID картичката, внесува 7 други неидентификувани или досега половина идентификувани луѓе, ги внесува во кругот на контролата на летање. Тоа е првиот круг што е пробиен, препрека, а ние ги викаме воздухопловни ѕидови. Вториот е влезната врата во зградата, каде што вообичаено се од 1 до 3 луѓе на внатрешното обезбедување, бидејќи имаме начелник на обезбедување, кои се должни секого да го легитимираат. 22 години бев јас таму учесник во цивилното воздухопловство. Ја денес да се појавам, ја морам да се легитимирам и ќе ме прашаат, имате закажано или по која цел доаѓате, кај кого одите? Не можеш да влезеш. Сум влегувал во контрола на летање Канада, Франција, Ирска и Велика Британија.
Луѓе, тоа се процедури невидени до сега. Кога сум бил на студиски престој за да земам позитивни пракси и да применам овде. Значи, вториот зид безбедносен круг е пробиен и сега пазете, никој не кажува дека има и трет, а тоа е влезната врата во салата каде што се контролира наретање. Таму имаме главна сала, имаме помошна сала, имаме просторија за рефрешинг на контролорите. 2 сата работат, сат или 2 одмараат. Ние таму сме им обезбедили услови, каучи, двоседи, маси, кафе, сок. Мора да е така, бидејќи тие работат 2 сата стресно, се одмараат. Работат 2 сата смесно, се одмараат и така. Натаму до на колку е 8 часа линја смена. Како е предвидено. Сега, кој ја отворил таа врата е многу битно. Многу битно. Кој ги пуштил внатре? Ја лично мислам, таа врата не може да отвори Беким, некој од внатре ја отвори. Пак имаме друг инсайдер. Влезено е во таа врата. И сега, ако е влезено во просторијата, каде што се регулира воздушниот сообраќај од контролори, помошници на контролори, прв што треба да алармира е шефот на смена. Ние го викаме дежурниот контролор. Тој мора да алармира. Тој пријавува на директорот на секторот за контрола. Тој пријавува на директорот извршен или на било кој од тројцата извршни директори во управниот одбор и се алармира системот на спречување на несеканата работа. Сето тоа не е направено и види сега Фарко што кажува. Се кошкале колеги, ами 7 насилници, потенцијални или веќе вистински, бидејќи си има сознание дека еден од контролорите е веќе натепан, нанесени му се не знам какви. Да, и плюс 4 од упаднатите не се вработени. Така? Сега, кој не ви ги пушти? Ја да прашам, Фарко, а знаете ли што? Најжално е што Фарко е контролор. Тоа ретко кој го знае. Не си ја заштити фелата, наместо да си ги заштити контролорите. Ајде, преку синдикална не сака со синдикатот да се работува, тоа е очигледно. Човече, заштити си ја фелата и веднаш дај налог да се испита. Не, тоа било кошкање. Евите ги пропустите и сега види, има еден метод, ние го велиме метод на Ризон. Тоа е еден голем експерт во воздухопловството, се вика швајцарско сирење или Swiss cheese. Ако камерата може, ја како ќе обдржам ова, и ќе го објаснувам. Овој метод кај нас е воведен некаде 2009-10 година, кога сертифициравме IC Метео и кога воведувавме систем на изореност и компетентност според Европската фондација за квалитет. Паралелно тие два процеси правиме. Јас им ги носел актите на подпишување на тогашните 3 директори. Сето тоа е сертифицирано. За тоа имаме 20 процедури во МНАВ по кои се постапува за да не биде нарушена безбедноста на цивилното воздухопловство. Сега ги видате овие, 1, 2, 3, 4, 5 бариери има. Ама гледате дупки во тие бариери. И сега Ризон вака вели. Кога во секој од тие бариери ќе се појави една дупка, и кога едната е причина за другата, за третата и за крајната, настанува безбедносен настан, occurrence. Во зависност од тоа, со каков интензитет, на кое ниво е, од кој карактер е, истражуваат органите, не докажав. Во МНАВ, усади го кажав, SQS има, ама и во агенцијата има одделение за обезбедување во воздухопловството. Значи и во Агенција за цивилно воздухопловство тие требале први да постапуваат, а не сега добро. Имам сознание дека инспектори од тоа одделение биле пратени. Ја ви тврдам, за еден ден не може да се утврди да се земат изјави од инсайдерите и по можност, со помош на полицијата, од тие што влегле. Да се направат записници, да се проверат дали секој бил на свое место и кој во која фаза кој пропуск е направено. Јас 7-8 години истражував такви настани, ја ви тврдам тоа за еден ден не се прави. И ќе ви дадам пример од 2013. Значи тоа се прави постепено, со мирна глава, во добра атмосфера и не треба ние секој пат да брзаме. Затоа реков, сега ние не треба да брзаме, одма крв да бараме. Ако е точно, помогни ми.
дека се пријавени за член 303 став 2, одма ти кажувам дека е погрешно тоа. Ако се пријавени, ја не знам тачно за кој кривично дело се пријавени, за 297 став 2, тоа е соодветното дело. Кој е тоа дело? Тоа е дело за грозување на јавниот сообраќај. Ова другото дело на воздушниот сообраќај е малку потешко за докажување, ти бара конкретен авион, ти бара повреди, ти бара штета. Ова второво дело што го кажувам, во став 2, Поопшто е. не бара, не, многу конкретна одговорност, ама не бара нанесена телесна повреда. Пази, не бара голема штета, него бара загрозување на безбедноста или евентуално загрозување на безбедност. Ви тврдам дека стое и првото и второто дека стое. И во тој случај нема да дојде до недоразбирање меѓу обвинителството и кривичниот судски совет, кои им барале се као да целата постапка е завршена. Не се во правосудиите. Тие работи они што ги барат во судска сала се докажуваат. Овие се дават основни индиции дека е сторено тоа кривично дело и се постапува. Претпоставам дека според ова што го кажувате дека тоаш барањата за терористичко загрозување се претерани. Претпоставам. Види вака. Ако ги имам сите информации, многу е брзо ги нема. И ако можам да ги споредам со реалноста, со фактичката состојба, јас ќе ви кажам дека сме многу блиско до квалификативот терористичко загрозување на безбедноста, не на уставниот поредок. Тоа е веќе 313 член. Значи, таму вели и на друг начин. Тој друг начин е многу широк. Упадот насилнички е токму тој друг начин на загрозување. Ама видите, да не заборавиме, ја отидов во пензија 40 години практикување право, од која половина од тоа воздухопловство, половина адвокати, заменик јавен обвинител, ја на невидено не можам ова да го кажам. Да. Ама ако се докаже, тука се битни и намерите, нели? Намерите. Да се разбериме. Пазете, не случајно еден од оштетените бега од државата. А луѓето има притисок. Тоа сака да ве прашам. Тоа е примено дујна работа. Сега тоа сака да ве прашам. Нападнатиот, кој е уапсен, пазете, при обид да излезе од државата. А е оштетен. Тоа е многу чудно сега. И сега според информациите кои се пратени од обвинителството, се вели дека тоа е, сега ќе ви кажам точно, дека по него има активна мерка АПСИ на барањето на оделение за потраги за сторено кривично дело загрозување на безбедноста на воздушниот сообраќај по член 303 од кривичниот законник. Тоа е од обвинителството во однос на приведениот. Ево ја ќе ти кажам, Сенат, тоа дело да се докаже, ќе требаше обвинителството претходно да седе да разговара со одговорните во воздухопловството, овие 4 ентитета што ви ги кажав, 2 на национално ниво, 2 на ентитет МНАВ, 1 МНАВ и 1 агенција. Еве од кои причини. Нека ми простат. Апсолутно се не едуцирани да работат кривични дела од воздухопловството. Нема пракса. Пази, не се криви. Ама и не сакаа да научат. 2008 година им ги дадовме сите, бидејќи видовме дека не може без нив да тераме. Ни гинат председатели, ни гинат 12-15 луѓе колку беа во војниот хеликоптер. И сега да се разбереме, ја денеска целосно сум во заштита на контролорската фела. Не цвеќе за миришање во целост и таа. Во едната несреќа имавме диоптрија, имавме суспендирање на контролор, екипата што истражуваме го суспендираме, по 3 дена го враќаат директорите. Па извинев, име нема да спомнам. Не, кај нас во воздухопловството, кога се во прашање на несреќите, имиња не се спомнуваат, така и треба. Не може така. Треба да се истражи. И едно ќе кажам. Синдикатот, без малку 100% во право, треба јавноста да му верува на синдикатот, ама знаете како? Треба да се запрашаме како е можно 20 и кусур години иш човек да е председател на тој синдикат. И секој пат се јавуваат кога само нивните интереси се загрозени. Не покажаа солидарност со Метео, со воздухопловна техника и со нас административците, кога владата неправедно не ги скреса платите 2010 година и од тогаш, сега ќе признам, ќе кажам, почнаа недоразбирањата во МНАВ. Директорите пред владата
ветија дека ќе ги намалат платите, а немаа право. МНАВ не е владино тело. МНАВ не е тело во состав. МНАВ е независно тело. Сам си ги заработува парите, си има свој буџет, платите се такви како што се. Послаби од Европа, повисоки од Македонија, ама таква е професијата сега. И едно да знаеме, нека ми простат контролорите, ги советувам да не прават штрајк, еве ќе си кажам од кои причини, од две причини. Едната и основната е, нема да се оправиме 6 до 8 месеци ако го затвориме воздушниот сообраќај, сите ќе ни избегаат и ние ќе сме црна дупка и точка во цивилното воздухопловство во Европа и светот. Имавме една прилика и одма после 2 сата отворивме кога беше еден настан НАТО во Охрид пред 15-20 години и од тогаш имаме лошо искуство. Значи сега таква уцена не ни треба. Притисок во раководство. Да биде сменето раководството заслужува. Втора причина, што никој не сака да ја каже. Вие знаете ли дека менаџментот е слаб, ама МНАВ станува на своји нози, застанува од дејноста на контролорите, на Метео, на АИС, би рекол на сите, прилив на пари има ненормален сега поради војната, се е сведено преку Македонија. И сега малку ќе проработи кај мене аналитичарот, геостратешки ќе размислувам, дали не е во интерес на некоја соседна држава или држави, ние да бидеме заобиколени, парите се слеат, конкретно мислам во Грција. Па и нешто Бугарија. Дали не е на некој интерес, а не е во наш интерес. Значи, контролорите дебело да размислат дали ваква работа ќе направат. Целосно, како човек кој 20 години помина во зополоство, ги поддржувам, бидејќи во случајот се во право доста ние од непродуктивни вработувања, ама со ова ќе разборичка многу, едно да знаеме. Во контролата на летање има неколку кланови, во контролата на летање владеат неколку фамилии. Нека се направи анализа колку луѓе тамо се маж, жена, син, татко, зет и така натаму, кои никој пат не излегуваат на површина напред, секој пат се до средно ниво на менеджмент и тие имаат во интерес нивни човек да е извршен директорни член на управен одбор. Затоа треба да се преиспита сега одлуката во статутот, кој кога го правевме беше гениален и систематизацијата, да исклучиво од контрола на летање и од воздухопловните инженери се доаѓаат двата тежешни директора и едниот од администрација. Како правник го поставувам прашање. Видите, имаме 14 години искуство. Искуството кажува, кога се однатре имаме проблеми во МНАВ, кога се однадвор имаме проблеми. Добро. Само се докажам, неуставно е да забраниш на сите останати да не можат да конкурират директори да бидат во МНАВ, а само да можат да бидат по една линија контролори, по друга линија воздухопловни инженери, по трета линија административец, сите од внатре. Не. Тоа треба да се промени и да биде секој во можност кој ги задоволува стандардите, има квалификативи, доволно едуциран за воздухопловство и за менеджмент во воздухопловството, да може да конкурира да биде извршен директор, а тој е член на управен одбор. Тоа се 3 извршени директори. Немам уште многу време да ве молам за крајот, еве вака малку поекспедитивно да поминеме уште две важни прашања. Прво е денеска е на седница на владата, најверојатно ќе се разговара за смена на раководството на МНАВ. Очекувано е дека ќе бидат сменети, ќе видиме, но тоа се очекува. Ќе смени ли тоа нешто? Еве, ако го сменат сега раководството на МНАВ, потоа кои луѓе ќе се назначат таму? Бидејќи според ова што го гледаме, повторно ќе бидат партиски луѓе, дали ќе бидат ДОИ, дали од СДСМ, дали. Ја се знаеш, сум човек кој нема перис на јазикот. Ја само на ова го зборувам за членовите на владата. Ќе им кажам, нека си погледнат 2013 година во затворената седница на влада, каде што се разгледуваше извештајот за сериозен инцидент од 7.5.2013 година, сериозен инцидент на горно небо, кога 2 авиона за малку ќе се судрија и ќе настанеше катастрофа од невидени размери. И сега пази, сепак со присебност на контролорите и двата пилота се избегна, ама сепарацијата беше, тикасите се вклучи, а тика знаеш што е последното нешто што почнува да писка. Тој инцидент го сокри Фарко како раководител на СКС. Неговата екипа ги убеди тогашните директори
да не го пријават, го откривме ние, пријавивме на министер, пријавивме во влада и дојде до еден судир. И сега пазете, тогаш директор за економија беше Беким, министер. Сегашниот подпредседател, кажи го за евроинтеграции, како се викаше? Сегашниот? Да. За... Бујар Османи, и тие си ги одбранија, подпомогна еден друг министер за надворешни работи. И се пазите, кога ќе имаш татко директор на министер, кога ќе имаш зет директор на министерка, а зборам за директори во МНАВ, еве до што доаѓа. Нека провере што се случи тогаш 2013 година, а се е документирано, го имат извештајот и ќе ги видат дека се истите актери. Ни се случуваат после точно 10 години. Овој менеджмент треба да биде сменет, да се донесе екипа од надвор, стручна екипа. Може ли тоа законски? Може, владата ќе донесе. Ванредна состојба ќе прогласи. А ако не, ќе не преземе Евроконтрол. Тоа е најголемата брука, Евроконтрол времено да ги замрзни функциите на МНАВ и да даде да ги обавува Србија, Маđарска, Италија, евентуално Грција, тие имат капацитети, другите немаат капацитети. Може ли тоа да се случи? Можно ли е тоа? Може да се случи, непосакувано е. Непосакувано е. Враќањето во нормала е многу тешко. Македонија има кадри Македонија, кој оваа вонредна ситуација на насилнички упад во контролата на летање, кој дефинитивно е кривично дело, само треба да се види кој кривично дело е, и дефинитивно е нарушување на безбедноста, нека ми извини директорот на Агенција за цивилно воздухопловство, за кого имам многу високо мислење. Многу високо мислење имам, ама безбедноста на воздухопловството е нарушена. Само на тој начин ќе се оправи работата и да се размислува да се мени статутот, а да не ви кажувам колку е надувана систематизацијата. Реалната систематизација треба да е 260 до 270, они се над 330-40, а замислете, овие три директори планирале 420 систематизација. Па евете ги партиските. Како се вика? Значи, ја би сакал вака да заклучам. Да. Safety culture, just culture, reporting culture, informant culture, flexible culture, learning culture, се внесено од 95-та до денес и разработено во актите и во процедурите, а овај состав го нема спроведувано, да се фокусираат сите, оваа култура безбедност на воздухопловството да ја издигнат на повисоко ниво, имаат внатрешни кадри, и во МНАВ имаат, и во агенцијата имаат, и работата ќе си дојде на своје место, бидејќи видите сега, се случил настан, тој настан ќе биде проучен, грешките ќе се сватат, ќе се поправат, ќе се дадат во делот на воздухопловството препораки за бидејќи учиме од грешки, ама дозволени грешки. Овие се недозволени. Ова е недозволено однесување, а екзекутивата нека си работи. Значи, полиција, обвинителство нека истражува, ама не вака да избрзува. Да. И јас сум оптимист, ја лично мислам, ако дојдат способни кадри што можат квалитетно и стручно да го водат цивилното воздухопловство, МНАВ има и ресурси, и капацитети, и средства, и техника, и се, да се врати на позициите на која беше. Добро, господине Костов, ви благодарам за ова интервју. Мислам дека направивте една длабенска анализа на случувањата. Може би некој кога го најавивме вашето гостување очекуваа дека ќе бидете многу поостар, ајде да речеме, во однос на настанот, но вие настапивте прилично со трезвена глава, со едно такво неутрално, ајде да речеме, објективно размислување како треба да се постапи. Сега да веруваме, воздухопловството го бара тоа. Јас сум 22 години воспитуван во оваа сейфти култура. Не можам крвнички да ги напаѓам луѓето. Знаете, има две изреки, нема да те задржам многу. Значи, старото гледиште е човекот е причина за несреќите и сериозните инциденти. Ама новото гледиште е системот има длабински грешки, човекот може да ги исправи. Јас сум воспитуван во ова второто ново гледиште, чиј автор е Ризон, чиз методата и останатите методи на excellent и competence, и апсолутно не можеме сецарно да гледаме. Овој настан има да си биде санкциониран и во воздухопловството, ево можам да кажам, откази
На директор, еве по линија, на директорот казна на оној што го води SQS и отказ на Беким. Многу е јасна работа. Да. Многу е јасна работа. Добро, ви благодарам уште еднаш за ова гостување. Се надевам дека нема да чекаме толку многу да ве видиме пак во Тоа зависи и од вас. во телевизија 24. Да. Ви благодарам уште еднаш. Продолжуваме сега, како што најавивме, за најавената репортажа за Коста Солев Варацин, или како што го нарекуваат Црвениот поет, еден од најплодните македонски ликови. Репортажата за него и за неговата куќа во Велес ја прави Сунај Сабриовски, па потоа продолжуваме со интервјуто со директорот на ЦУК, господинот Стојан Чангелов.